На 8 септември, пред точно 26 години, почна приказната на суверена и независна Република Македонија. Успешниот референдум на кој граѓаните се изјаснија за развод од Југославија го означи почетокот на приказната која се уште трае. После првите политички препукувања меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, чии караници траат колку и државата, за прв председател е избран Киро Глигоров. Изјавувам дека функцијата председател на Социјалистичка Република Македонија ќе вршам совесно и одговорно, ќе се придржувам на уставот и законите. Прв премиер на чело на експертска влада станува Никола Кљусев, кој ја означува и монетарната независност. Од денеска, 26 април 2022 година, со предложениот закон за парична единица, Република Македонија воведува собствена парична единица, што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие парични единици печати. Од 1992 до 1998 владата ја предводи СДСМ на чело со Бранко Црвенковски. Тој период е бележан со првото ембарго од Грција и почетокот на проблемот со името. Примањето на државата во Обединетите нации под референцијата ФИРОМ, болната приватизација и транзиција. Во 1995 се случува и атентатот врз председателот Глигоров, кој се уште е неразјаснет. Во 1997 во Гостивар, после симнувањето на албанското знаме од општината, доаѓаат и едни од најголемите етнички судири. Од 1998 до 2002 на власт доаѓа ВМРО ДПМН со ДПА, а веќе 1999 земјата е дестабилизирана од Косовската војна и бегалците. Тогаш блеснува и звездата на релативно непознатиот Борис Трајковски. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска и ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. Конфликтот во 2001 се заканува да ја однесе земјата во целосна граѓанска војна, а премиерот Љупчо Георгиевски влегува во судир и со меѓународната заедница. Именно ако признаат дека се работи за агресија од Косово према Македонија, треба да падне во вода целата политика на меѓународната заедница на Косово во последните 2 години и интервенцијата на НАТО во Косово треба да добие сосема друга димензија. Следните 4 години на власт се враќа СДСМ. Премиерот Црвенковски станува председател на државата, а како премиери се менуваат Хари Костов и Владо Бучковски, а земјата го добива кандидатскиот статус за Европската Унија. Во 2002 се потпишува Охридскиот рамковен договор кој ја редефинира државата, а председателот Трајковски станува негов поддржувач и промотор на меѓуетничка толеранција. Ниту пак беше оспорен рамковниот договор со нудење на некои одржливи алтернативни решенија. Во 2004 во авионска несреќа кај Мостар, Босна и Херцеговина, загинува председател Трајковски, а околу околностите на несреќата се уште се водат дебати. 2006 советување за економски реформи на власт се враќа ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски. Ветото на Грција во Букурешт за влез на Македонија во НАТО ја менува политиката, па Груевски од економија се врти кон антиквизација. Денеска сите земји членки на НАТО, како никогаш досега, беа на страната на Македонија освен една држава, тоа е Република Грција. 2009 председател станува Ѓорѓе Иванов. После 10 години владење на ВМРО ДПМН и пуштањето на прислушуваните разговори, почнуваат граѓанските протести, пошто председателот потпишува аболиција за целото раководство на ВМРО ДПМН. Уште еднаш повторувам. Секој оној кој смета дека сум му одземал право, сторил лоша услуга или својата невиност сака да ја докаже на суд, го повикувам лично во писмена форма да поднесе барање за поништување на одлуката. Тогаш се случува шарената револуција и предвремените избори по кои на власт се враќа СДСМ, а премиер станува Зоран Заев.